Лека ноќ, вие сте во вчерашни новости. Лека ноќ од мене, вие сте тука за да дознаете последни. Еве што ќе гледате вчера. Вчерашни истражуваше како да помали сметки за електрична енергија. Откриваме зошто прекинаа реконструкциите на некои улици. Вчерашни дебата, каква е улогата на жената во нашето општество. Добре дојдовте во бесплатната мобилна апликација на Комерцијална банка. Плаќајте ги сметките брзо и лесно и вршете сигурен трансфер на средства, без трошоци или со 60% пониски надоместоци отколку на шалтер. Добивајте бесплатни известувања за секоја промена на вашата сметка. Инсталирајте ја М-банка од App Store или Google Play и пробајте ги сите можности со опцијата Демо корисник. М-банка, банка на дофатна рака. Првите чекори ги направив на море. И денес го чувствувам мирисот од бескрајните прошетки на плажа со мама и баба. Мама беше таа што сакаше лето, а тато пак обожуваше зима и сакаше да станам позната скијачка. Но каде и да одевме, беше прекрасно. Кога пораснав, со другарките патувавме нон-стоп. И потоа се заљубив. Сега веќе имам друга улога. Но кога патувам, се уште патувам со мојот верен партнер. Лета или зима, тука е за мене. Веќе 26 години. Македонија повторно гласа. Денеска се одржуваат четвртите поред предвремени парламентарни избори, што докажува дека македонците се пред своето време. Како тече избирачкиот процес, дали има неправилности и каква е излезноста? Повеќе од нашиот репортер Кузман Статива, кој се наоѓа на едно од избирачките места. Колега Статива? Да, студио, гласањето се одвива без поголеми проблеми. Цела Европа е во неизвестност и исчекување. А од кој избирачко место се јавуваш? Се јавувам директно од гласањето на ланскиот избор за песна на Евровизија. До сега гласа Германија, Азербејџан, Молдавија, Франција и Израел. Во моментот гласаат русите кои своите максимални 12 поени ги дадоа на симпатичната представничка на Белорусија, која важи за една од фаворитите на... Во рета, колега Статива, им се извинуваме на гледачите за изборните нерегуларности, а ние продолжуваме со вестите. А сега се селиме на линк во студиото 83. Мартин, вечерва на која тема ќе се дебатира? Да, Јована, добро вечер и од мене. Овој пат ќе дебатираме на една исклучително интересна тема. Темата е улогата на жената во општеството во Република Македонија. Па да ја отвориме Пандорината кутија. Мартин, па зарем оваа тема се уште е актуелна во 21. век? Секако е. А кој ќе дебатира? Вака, мои гости вечерва се господја Велика Марковска, вистинска традиционална домаќинка, вешта жена на годината, сопруга и мајка на 2-3, евентуално 4 деца, и Максимилијан Макс Ѓорчев, председател на Сдруженијето Современ маж, кој воедно и поборник за еманципација на жените во Република Македонија. Јована? Фала ти, Мартин. Дебатата ќе ја гледаме подолу во вчерашни. Останете со нас. Благодарение на совесните граѓани на Македонија, Дебарското езеро освен за хидроенергија ќе се користи и за добивање струја од отпад. Елем неделава почна голема акција за чистење на езерото, кое беше покриено со пластични шишиња донирани од граѓаните. Само за еден ден кај местноста Мелнички пат собран отпад од 100 вреки. Во Елем сега 3 раци ја чекаат следната жетва. Не седете со скрстени раце. Фрлете и вие некое шише во Дебарско езеро. Токму така, Јована, според последните сознанија, најголем дел од шишињата дошле со радика, што значи не мора да се фрли директно во езерото, можете слободно да фрлате шишиња и во радика. Настан од големи меѓународни размери се случи во соседна Србија. Имено градоначалникот на општина Краљево свечено пушти во употреба семафор. Семафорот е последен крик на технологијата и ги има сите 3 бои – црвено, жолто и зелено, и сите светат. Граѓаните со аплауз го поздравија новиот семафор. Интересно, семафорот е поставен на улица Скопјанска. Скопје одамна има семафори на булеварот Србија, така што овој пријателски чин може само да помогне за развој на добрососедските односи помеѓу двете земји.
А во Македонија не само што одамна има семафори, туку се воведуваат и нови технологии во сообраќајот кои се уште ги нема на Балканот. Неодамна Македонија пат ја стави во употреба првата полуавтоматска чисталка на снег. Да погледнеме како таа работи. Зошто е ова последен крик на технологијата? Затоа што во екстремни услови вработениот влегува внатре во камионот и оттаму фрла сол, со што ем се чисти патот, ем тој живее здраво како во солена соба. Додека се повеќе земји низ светот инвестираат во модернизација на патната структура, Македонија со радикално решение. Прекинати се реконструкции на најголем дел на улиците низ државава, со која цел ќе видиме од репортажата на нашиот колега. Се наоѓаме на булеварот Партизански одреди, каде што во моментот е прекината реконструкција на една од улиците. Како што може да забележите, работниците веќе си одат под дома. Ја собираат својата машинерија. До мене е директорот на судбини, патишта и раскрсници. Тој ќе ни објасни што поточно се случува овде. Зошто е прекината реконструкцијата на сите улици во Македонија? Здраво. Ние од судбини и патишта и раскрсници долго време размислувавме како да ја мотивираме македонската автомотоиндустрија, а при тоа да го намалиме трошокот за кинеска работна рака и останати екстремитети. После навистина тешко размислување, ние решивме да не ги санираме дупките по улиците, бидејќи тоа е сизифов труд. Мислам, види, ти колку и да сакаш да си ги покриеш дупките, ќе ви излезе нова дупка. А што значи тоа за македонските возачи? Да, од преска чекав ова да ме прашате. Види, знаете дека нас лично од секогаш безбедноста на патиштата не била ставена на пиедестал. Така да, статистиката тоа го покажува. Ако имаш дупка, ќе возиш многу побезбедно и многу поспоро. А тоа, логично, е и многу поекономично и поевтино него ли да плаќаме лежачки или клечешки полицајци. Добро, пред да продолжиме, предлагам да ги слушнеме граѓаните и нашата анкета. Пола сат. Не е времето многу битно, не е времето, парите се битни. Тоа треба слушњаците да го кажат, тоа не можеме ние лаиците. Како очекувате граѓаните да се справат со овој финансиски товар? Па очекуваме лесно да се справат, бидејќи ние ќе имаме владени субвенции со кои што ќе можете многу лесно и едноставно да ги замените старите амортизери за нови хидравлични амортизери. Овие нови амортизери се инспирирани од латинокултурата и со помош на овие нови амортизери граѓаните ќе можат не само денеска нови дупки што вие ги гледате, туку и во иднина. Кога ќе се нови дупки, граѓаните ќе можат лесно, без проблеми и веќе навикнати да се возат по дупките. Тоа ќе е вистинско задоволство. Благодарам. За вчерашни новости и дупките во Македонија, Ланчо Пашазотов. Пашазотов, фала ти, ние продолжуваме со вчерашни. Останете со нас. Покрај добро познатите електронско банкарство, кредитни картички од плаќање на рати, конечно нов начин на отплаќање, кој прв го воведе интернационалната Лихва Банк Груп. За таа цел на линк го имаме директорот на банката. Кажете ни како дојдовте до идеја за овој иновативен метод на отплаќање? Благодарам за шансата да се појавам во емисијата. Видете, ние како банка секогаш се грижиме за нашите клиенти. Ние знаеме дека многу од граѓаните не можат да ги исплатат своите кредити или долгови, па затоа по многу анализи, по многу анкети, по многу разговори стигнавме до едно решение кое е испробено во текот на историјата многу пати. Така, да. Зашто поточно станува збор? Па, нашиот пиар оддел од банката направи едно прекрасно видео, па ако може да го пуштите од студио да го видиме. Секако дека може. Режија? Во време кога се повеќе луѓе имаат проблеми да ги отплатат своите долгови, Лихва Груп нуди решение за задолжениците кои не се кредитоспособни, а сепак се задолжиле. Едно универзално решение, проверено низ историјата, реосмислено, реинвентирано, реинволвирано, реразмислено, реобмислено, па реизмислено, испробано во Египет, во Римската империја, во почетоците на американската држава. Конечно и кај нас. Боле роб него гроб. Во секоја наша експозитура, оние кои не можат да го отплатат кредитот, може да достават еден член од семејството.
Човекот треба да е на возраст меѓу 18 и 65 години и да биде работоспособен. Во зависност од висината на долгот, имате шанса да станете собственост на банка во одреден број на години. Потоа, ние ве пуштаме на работа на земјиштата што ги имаме земено преку хипотеки, каде што работите 6 дена, а 7-миот ден може да се вратите дома. Конечно и кај нас. Боле роб него гроб. Одлично, многу убаво сработено. Ви благодариме за вклучувањето, а вие, драги гледачи, побрзајте со пријавување, очигледно ќе има многу интерес. Да сготви, да испери, да исчисти, низ дома да спастри. Не ми се верува што слушам. Здраво, тука сме да ви покажеме неколку техники од вештината. Вредноста на потрошувачката кошничка за ноември изнесувала 32.500 денари, дознава вчерашни од извори блиски до просечно македонско семејство. Најмногу 13.500 денари се за јадење и пиење, односно за во кафана, 10.500 денари за сметки и остатокот е за хигиена, превоз, обувки, култура, за обложување и за диазепам. На линк имаме економскиот аналитичар Ставре Ставрески. Ставре, од што најтешко се откажуваат македонските граѓани? Ди студио. Чист македонец никако не се откажува од чистота. Тоа најболе може да се примети кога ќе идете у автобус. Одма се осеќа кој е чист македонец, а кој е меш. Друга ствар од што не се откажуваат македонците, тоа е културата. Не може он кога ќе види некој звезде гранда како му пее и ќе му дојде тука у градот, да не му отиде на концерт. Он ќе најде некој начин, ќе се снајде, ќе позајми пари за карта или евентуално ќе се изгребе за гратис. Да, токму така, во право сте. А дали спортската прогноза е трошок? Спортската прогноза не можам да ја рачунам као трошок, пошто некад добиеш, некад губиш. И тука ќе се анулира едно со друго, па ова може да спаѓа во графата на приходи. Добро, што правиме со превозот? Кога станува збор за превозот, тој е бесплатен. Само треба да се види кои денови и за кого. За да не се направи грешка да влезеш во автобус и да треба да платиш. Сакаш? Ставре, морам да признаам, многу убаво зборувате. Еве ни јас верувам дека ни Јована не прати кој ден е бесплатен превозот. А кога станува збор за храна и пијалоци, кажете ми што е со тие трошоци? Македонците прават една многу голема грешка. Кога идат у кафана да јадат и пијат, освен што плаќаат за тоа, плаќаат и за певајката. Односно, оставаат многу пари на неа. И тука се дешаваат најголемите трошоци. Ќе ве прекинам, извинете, направивме анкета на темава, па да видиме на што најчесто македонците ги арчат парите и без што не можат во потрошувачката кошничка. Па, шта знам? Ефле. Диаманти. Злато. Упиластра. Диаманти. Јогурт и вино. Ги чувте анкетите, како ги коментирате? Видете, ја у анкети не верувам. Ние во науката тоа го нарекуваме статистичка грешка. Не може рецимо ја да немам за купка за джакузито, а да имам за Ламборџини. Тогаш нема да се возам со Ламборџините, ќе ми сте у гаража цело време. Ќе се возам со приватен превоз. Ама добро, тоа е пошто јас сум чист македонец, за разлика од некои други што не се чисти. Фала ти, Ставре, а ние одиме понатаму со вчерашни. Петар, што следува во вчерашни? Јована, на задоволство на гледачите следува редовната рубрика Граѓаните прашуваат. Добро вечер. Повторно сте во рубриката Граѓаните прашуваат, а вечерва со нас е господинот Антонио Димитриевски. Некако ми изгледате уморен. Зашто? Синоќ сам пола кафа не попил. Добро, ќе ги издвоиме најинтересните прашања, а потоа веднаш ќе ве оставиме да се одморите и да се наспиете. Еве, бидејќи сте избран за најшармантно ТВ лице, Теодора од Ресен прашува дали е изборот регионален и на кое ниво беше? На домашно, на локално, на македонско ниво. Туку неодамна, токму на Фејсбук излезе една фотографија од вас на која што јасно се гледа како пеете во кафана и се качувате на маса. Радко од Тиквешијата го интересира како го правите тоа? Правите еуфорија помеѓу масите, а од друга страна добро заработувате. Тасето од Прилеп ви забележува дека некако лошо пеете. Знаеш, никој не му требаат нови Ролинг Стоунси. Добро, ајде да направиме една ритмичка проба за да ги чуеме вашите гласовни способности. Ајде кажете тупцу тапца. Тупцу тапца. Ај пак.
Тупцу тапца. Ај пак. Тупцу тапца. Ај сега 3 пати. Тупцу тапца, тупцу тапца, тупцу тапца. Ајде уште еднаш за мене само. А не сум глуп, треба 100 пати да ми кажеш тупцу тапца, тупцу тапца. Добро, може да не сте глуп, ама тактов некако слабо ви оди. Прифаќам дека е така. Елица од Куманово, која патем ве лајкнала на Facebook, вели за вас дека сте најдобар менаџер во Македонија. Еве, создадовте звезди од обични смртници. Кажете ми, што прави денес еден ваш клиент? Ноне работи на брод. Гледачиве се навистина оригинални. Тони од Железара го интересира дали можете во исто време да викате не и да се чешате тука. Не. Добро, не можете, тоа е. Туку вие сте едно од најдобрите ТВ лица. Колку мислите дека има такви добри водители како вас? Искуството се покажува ич. Добро, а колкав е бројот на луѓе што ве памтат уште од времето? 0. И еве како за крај, Милена од Радовиш не сака ништо да ве праша, туку само вели дека имате прекрасна насмевка. И ете така со насмевка го завршивме и ова интервју. Ви благодарам што не пратевте. Многумина од вас се прашуваат како во овие зимски денови кога се троши најмногу струја да се намалат сметките за електрична енергија. За таа цел, екипата на вчерашни ви нуди неколку решенија кои се надеваме ќе ви бидат од голема корист. Драги гледачи, добар ден. Денес ќе разговараме како да ги намалите сметките за електрична енергија. Број 1. Гледање од високо. Работите гледани од високо се многу мали. Фрлете сметката на земја, качете се на скала. Од таа перспектива сметката ќе ви е многу мала. Број 2. Одзумирање. Вие што сте технолошки понапредни, спуштете електронска сметка на компјутер, отворете ја и одзумирајте. Резултатите се фантастични. Број 3. Работа со ножици. Почнувате со намалување на обемот на сметката онаму каде што нема текст. И тоа е трајно намалување на сметката. Број 752. Рециклирање. Сметката ја киниме на средно крупни парчиња, ја ставате во блендер, додавате вода и рециклирањето може да започне. После ова процедурата ја знаете. Ја истурате во тава и ја ставате да се исуши. И потоа може да ја користите за разни намени во кои што ви потребна хартија. Број 847. Селфи. Ставете ја сметката на селфи стапче. Од оваа перспектива, сметката е многу мала. Начин 574. Перење. Ја ставате сметката со алишта, затвораме врата, на 90 степени, тискаме плей. Резултатите се фантастични. Сметката никогаш не била помала. Улогата на жената во општеството во Република Македонија. Да сготви, да испери, да исчисти, низ дома да спастри. Не ми се верува што слушам. Добре дојдовте во бесплатната мобилна апликација на Комерцијална банка. Плаќајте ги сметките брзо и лесно и вршете сигурен трансфер на средства, без трошоци или со 60% пониски надоместоци отколку на шалтер. Добивајте бесплатни известувања за секоја промена на вашата сметка. Инсталирајте ја М-банка од App Store или Google Play и пробајте ги сите можности со опцијата Демо корисник. М-банка, банка на дофатна рака. Првите чекори ги направив на море. И ден денес го чувствувам мирисот од бескрајните прошетки на плажа со мама и баба. Мама беше таа што сакаше лето, а тато пак обожуваше зима и сакаше да станам позната скијачка. Но каде и да одевме, беше прекрасно. Кога пораснав, со другарките патувавме нон-стоп. И потоа се заљубив. Сега веќе имам друга улога. Но кога патувам, се уште патувам со мојот верен партнер. Лета или зима, тука е за мене. Веќе 26 години. А сега одиме со дебатата на тема улогата на жената во општеството во Република Македонија. Таму е Мартин со неговите соговорници Велика, вешта жена и Максимилијан Макс Ѓорчев, председател на Сдруженијето Современ маж. Уживајте.
Еве, веднаш да преминеме на прашањата. Значи, до господја Велика, која треба да е улогата на жената во нашето општество, господја Велика? Па се знае, како традиционално, како секогаш, така и сега. Жената е за дома, нема тука некоја филозофија. Паметно. Треба, значи, да сготви, да испери, да исчисти, низ дома да спастри, деца да гледа, да ги школува. Обично, мислам, како и секогаш. Така, браво. Ви се молам, значи, господјо Велика, дали ве слушнав добро? Па какви се овие размислувања? Мислам, 21 век сме, инклузија, полова, родова еднаквост, за тоа дојдовме да дискутираме. Маж треба да подзачисти некогаш, да испегла ако треба. Чекај. Како? Маж да подзачисти, да подзапегла, тој може да треба и дете да роди, а жена не мора ни дете да роди сега. Тоа не може Зашо никогаш, ти е жена без деца? Леле, Бог да чува и да брани, исти биле улогите. Како бе исти улогите? Ишо селиште и пратеничка да станам. Ајде, главна таму, наговорница, политика да бистрам. И мажот ми дома сиди со писмо, да начека писмо. Јас сум в парламент, ќе се вратам в петок, има граф нарингла и сарма ти замрзнав. Снајди се, види. Не се сложувам. Така. Вака сега. Но зошто сметате дека жените треба да се еманципирани? Еве, например, зашто да нема повеќе жени директори во фирмите? Точно. Например. Мислам, зашто? Си одговоривте зашто директор, машки род, не може да е женско директор. Се знае, бизнис водат мажи, стопанството го водат мажи, економијата мажи, жените, шо има сега и жени да мешате во тоа? Аман, значи... Добро, значи Велика, според вас испаѓа дека мажот е глава на семејството, дека мажот е тој што е главен, дека мажот треба да ја води фамилијата, се да функционира како што треба. Како било секогаш, така и сега се знае, глава на семејството, тој што носи панталони низ куќата, што ги носи парите, тука е мажот. Жената е таа која што треба само да му возможи тој да си ја брка работата. Се знае ред и хиерархија. Ова денес на ништо не личи, хаос е. Ем жени збеснати, ем овие ваквиве како овој со марамава, права, баланси, не знам шо, и веков отиде во чорсокак. Значи, не ми се верува. Не ми се верува што слушам. Сакате да кажете дека немате вие нешто против мажот да ја тепа утре жената? Слушај да ти кажам, ако заслужила, ќе ја плесниш помуцка, местото се знае кај е незе. Значи се знае кај е незе, место да чисти, да пери низ дома, да сурели, да намести, таа дреми на Фейсбук, лајкови, едно друго. Ништо не направила, ни ручек сготвила, ни испрала, ни испеглала. Па сега машко маш нема да го толерира и ја шлапни еднаш, многу јасно. Добро, не ли мислите дека тоа е малку екстремно? Не е ова иче екстремно и нема гајле, не е страшно. Јас да сум на власт еден ден да видиш како ќе ве построам и ќе ве кламсите во ред, па се знае што е улога маж, што е жена и кај му е местото. Точно, господјо Велика, зашто само еден ден? Па замислете колку би бил прекрасен светот, еве жени како вас да учествуваат во водење на државата. Жени во државата ќе ја воделе. Па заедно за джендер сме тука да... Ова ви е све од шо престанавте војска да одите. Ти бе војска си служил? Не сум и немам намера да служам, јас сум пацифист. Каква врска има тоа? Ви се молам, каква врска има? Шо си, како рече? Пацифист сум. Да, и гол сум што сум пацифист, господи. Само изроди излеговте. Добро, ќе ве молам само да не навлагаме во други теми. Иначе ви благодарам на вниманието, ова се развива малку на друга страна. Ви благодарам, се гледаме во следната емисија. Дама, значи изроди. Нова мода. Се повеќе граѓани одат на боречки вештини. Не станува збор за класична самоодбрана, туку за да го заштитат најмилото, а богами и најдрагото. Дали го имаме ланче? Ланче повели? Ланчо, не ланче. Се наоѓаме на еден од првите курсеви во Македонија кој што зборува за еден модерен пристап на самоодбрана. Накратко речено, многу луѓе
Смета дека овој спорт ќе биде еден од највлијателните во нашата држава. До нас е еден од инструкторите на овој спорт, кој што може нешто подетално да ни објасни околу оваа дисциплина. Добар ден. Добар ден. Здраво, тука сме да ви покажеме неколку техники од вештината и оваа вештина е специјално дизајнирана за одбрана од извршители. Инаку се дружиме и така, наоколу се зезаме и слично. Добро, да. Сите ние сакаме да се забавуваме и да зборуваме. Може нешто да ни презентирате? Секако. И го гледаме Силвестер Вологан, извршител во зелено кимоно, од левата страна тргнува по телевизорот. Телевизорот најчесто конфискуваниот предмет во куќата и е на далечната десна страна. Силвестер тргнува, посегнува по него, класичен Хошинг Чунг потек, извршителот е уништен и емотивно, највеќе како што гледате физички, сепак малку жално е ова е само Силвестер Вологан, извршител, плаче, меѓутоа ќе биде добар. Тренерот загрижено гледано се по процедура, телефонот го примамува извршителот кој дојде да ги наплати вашите лоши одлуки, меѓутоа Чимун Јунг Силвестер лошо го прима ова, како и самиот извршител кој би налетал на овој потек. Силвестер потиштен, поништен, веќе видно повреден во улога на извршител, тргнува према клучевите, но набрзо му се одземаат клучевите како и неговата свест. Да, сепак ова е спортски настан и инструкторите се грижат се да биде во ред. Свежо разбуден, уште неросен, Силвестер внесен во улогата на извршител со еден последен обид. Веќе при крај со силите, тој тргнува кон апаратот и катастрофа, биковски удар во пелвисот. Силвестер мислам дека не може да издржи повеќе, а ниту еден извршител не би можел да го издржи ова. Силвестер сега гребе по подот, очајно малку тажно како изгубен очен мачор, полека но сигурно однесен во детската соба каде ќе биде прегледан и пресоблечен. Ќе видиме дали Силвестер ќе успее на време да се јави за временската прогноза. Бидете и вие дел од најмасовниот спорт во Македонија. Бе, тргни се. Безобразен еден. Бидете и вие дел од најмасовниот спорт во Македонија. Студио? Ти благодариме, Ланче. Вие гледате вчерашни и останете со нас. Конечно добри вести од градот на конзулите и градот на клавирите. Почна голема реконструкција на спортскиот храм на Битолчани. Стадионот со креативно име под Тумбе кафе, кој како што можете да замислите се наоѓа под Тумбе кафе. Да видиме. Конечно послушани желбите на спортска Битола. Стадионот се реконструира со забрзано темпо и конечно ќе го врати стариот сјај. Во соблекувалните е планирано да се преселат 2 троседи од локалната испостава на катастарот. Управната зграда конечно ќе добие клима уред, а поради домакинското работење на управата, заштедени се доволно пари за да се купат и 8 освежувачи на воздух со мирис на лаванда. Конечно овај спортски храм заликува на европски стадион како светилиште на фудбалот. Да видиме каква ќе биде временската прогноза за вчера. Овој пат на линк го имаме нашиот дежурен синоптичар. Силвестер, дали се слушаме? Да, студио. Прогнозата е 5 до 6 недели мирување. Според сателитските снимки и снимките од магнетна резонанса имам фрактура на черепот, скршеница на десната подлактица и видливи модринки по телото. Имено, лекарите рекоа дека со скршеницата на ребрата големи се шансите да станам одличен метеопат. Па така од следната епизода ќе можам попрецизно да ви известувам за временската прогноза. Лека ноќ, бидете така. Денеска е денот на гласањето. Петар, дали гласаш? Јована, да не се лажеме, сите знаеме дека емисијата е веќе снимена, а ние не сме дома додека гледачите гледаат вчерашни. Гледавте вчерашни? Следете ни на Facebook и на YouTube. Јас сум вашите водители Петар и Јована. Добро утро. Добро утро и од мене.